Джасика или украсна зелка е двегодишно растение со мощно интересен, атрактивен изглед и прекрасен цвет. Мощно отпорно е на зимските температури и можете да го одгледувате од овој период доцна на есен па се до мај. Ниедна есенска градина не е завршена без декоративни зелки. Со своите огромни црвени, зелени и розови листови, ова растение совршено ја дополнува есенската тема се до првите мразови. Какви ли не зелки има? Главести, цветни, кадрави и уште брокула, келј и така натаму. Тоа се сите различни видови зелка. Од нив најмногу непознати за нас се декоративните, што во нашите градини уште се реткост. Но од пред неколку години поголемите градинарски центри нудат декоративни зелки на аматери и професионалци. Најголеми обожаватели на декоративна зелка се јапонците, кои ја одгледувале уште во средниот век и создадоа многу сорти, различни како во форма, така и во боја. А веќе има и такви со долги дршки, кои успешно се користат за сечено цвеќе и правење букети. Растенијата се двегодишни. Декоративниот ефект сепак се пројавува само во првата година. На втората година растат високи стебла со ситни жолти бои. Декоративните зелки не формираат глава, туку бројни лисија, длабоки и силно кадрени, со различно боење, понекогаш во вид на концентрични кругови. Најчесто надворешниот круг е од зелени листови, потоа следат светло-розова и колку се оди поназад, бојата е се потемна. Понекогаш овој вид премногу тешко може да ни ја долови замислата за зелка. Има многу листови и се различно обоени. Доцната есен и зима се поволни за декоративната зелка. Кога температурата ќе падне до минус 10 степени, обоеноста на листовите станува темна. Таква зелка можете да посадите на празни леи оставени од годишните цвеќиња и да уживате во прекрасните листови кои се појавуваат под снегот. Така вашата цветна градина нема да изгледа тажно и ќе ви донесе големо пријатно изненадување. Уште повеќе што лисијата ја менуваат бојата. Декоративна зелка можете да одгледувате и на балкони и тераси во саксии или сандаци. Тие може да се аранжирани и со други цвеќиња. Балконското одгледување сепак бара почитување на одредени услови. Саксиите или другите садови да се доволно широки и големи, почвата да е богата со хранливи материи, да содржи и известно количество песок. За такво одгледување семето се сее во почетокот на јуни, а се пресадува во средината на јули. Па, ако ви издосади да го гледате, слободно можете да го исечете за салата, која по вкус и квалитет воопшто не се разликува од она приготвена од вообичаената зелка. За да се развие подобро декоративна зелка, треба да се посади на глинеста и песочна почва богата со хумус. Полевајте ја често. Ако сакате да го одгледувате ова интересно растение во вашата градина, семето може да го сеете во март во саксии. Ако на температурата на воздухот е од 18 до 20 степени, првите садници ќе се појават по околу 5 дена. При пониска температура ќе израснат подоцна. Напролет може да го пресадите растението на отворено. Декоративните зелки се садат поединечно или во групи. Ниските сорти се погодни за шарени рапници. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.